Та ние кеми edhe zërin e jashtëm të televizionit Alsat në qytetin e Ohrit, të cilin do ta pyesim, a ka edhe atje mbeturina apo jo? Dhe i themi mirëmëngjesi Miki Trajkovski, Miki mirëmëngjesi. Dobro утро од Охрид, поздрав. Miki, Како си, Мики, денес? Па, Супер, не врни, добро е се тоа. уште убаво. Не врни, да. Мики, Имаме температура од 12 степени, но е доста пријатно време, во не е студено. Јас моментално се наоѓам на една друга локација, овој пат тоа е на влезот на Охрид, на булеварот Туристичка, значи на влезот на градот од Струга и од Охрид, и во овој момент можам да забележам, иако е веќе нешто после 9 часот, има голема раздвиженост, доста сообраќај, бидејќи онаа комуникација меѓу Охријани и Стружани е секојдневна и постојана, доста граѓани од Охрид одат на работа во Струга или обратно, Стружани работат во Охрид, така да, иако не е почеток на работното време, сепак има така еден погуст сообраќај и поголема раздвиженост. Мики, сакам да те прашувам, дали имаш грижа на совест ако фрлаш нешто на улица, например, ако ти се случува некогаш? Тоа ни е темата на Бидејќи денот. тема ни е на денот, бидејќи Скопје врие од контейнерите Да, празни, а надвор од контейнерите е фул. Тебе конкретно, дали имаш грижа Значи, на јас совест сметам, ако фрлаш нешто? Не знаеме каде е проблемот, дали е во институциите, дали е во граѓаните. Но од она што може да се види од фотографиите што се случува во Скопје, навистина сликава повеќе од загрижувачка. Мислам дека повеќе и до културава на граѓаните, затоа што тоа што се случува во Скопје, можеби во некој помал обем се случува и во Охрид. Како е ситуацијата таму? Значи, несовесни граѓани, буквално до самите контейнери, истураат особено кабаст отпад. Значи, покрај контейнерите може да се види, еви овде во моја близина, баш пред очи ми еден контейнер, каде што може да се видат кревети, фотели, дворовите кои што се чистени од страна на граѓаните, целото на ѓубре, од трева, од трња, све се истора буквално пред контейнерите, а јавното комунално предпријатие Кабаст отпад не собира секој ден. Значи, тоа е еднаш до два пати во текот на неделата и на одредени локации се буквално прават купишта отпад. Има една поговорка, кога што можат граѓаните да извалкаат, толку институциите или во овој случај комуналци, комуналното предпријатие не може да išчисти. Точно така. Значи, пак ја речам, тоа е до културата наша. Многу пати мене ми се случило дечиња мали од четврто, пето оделение да пијат чише со вода и наместо да го зачуваат и да го фрлаат на соодветна локација, тие го фрлаат на улица. Изи пизи. Многу често. Полесно е така, да. Или на неколку пати сум забележал како шишето право завршува во водите на езерото или во Црни Дрим. Имав еден случај пред неколку месеци каде двајца другари пиејќи вода, шишето остана празно и го фрлија во Црни Дрим. Ете, тоа доволно зборува пред се за нашата култура и мислам дека уште стотина години нема да ни бидат доволни за да ние го стигнеме европскиот стандард и да почнеме да живееме во здрава и чиста животна средина. Значи, Скопје, она што се случува е веќе алармантно. Значи, ситуацијата не е таква во Охрид и во Струга, но пак ќе речем овде пред се проблемов е кај културата на граѓаните, немањето слух за природата, за чиста здрава животна средина и пак ќе речем многу работи наместо да ги соберат и да се јават на соодветен дежурен телефонски број, да дојдат кој јавното комунално предпријатие да го собере отпадот, тие буквално го ставаат пред контейнерите и тоа стои тука со неколку деновија. Можете да замислите како е сликата, особено на лето, кога поминуваат и странски туристи и гледаат навистина нели една грда слика. Јас мислам дека единствено решение е само видеонадзор, поставување камери на критични локации и казни, но не казни од 50 или 100 евра, туку казни од 1000 евра. Не, за да можат 1000 евра и еден месец да работи во чистота. И никош повеќе да не помислиш да фрлиш отпад, бидејќи само тоа е решението. Вака
проблемот ќе се продолжи и ќе остане и уште многу, уште не знам, мислам дека уште 100 години ние нема да го решиме и да се вратиме на некој европско ниво. Како што треба. За жал. За Значи, жал, истата верувам дека ситуација... додведисоме, мисли, че татар, шпресојм, да бесој, да ќе мине месаж прсот, по дуетен дихеш фајтор, сепсен дотја ругас дъмтон ми е дисин, да трегон мунгес респекти për të tjerët. Пастартија филон nga ne. Faleminderit shumë miqdashur për temën që dhe për Значи, mesazhet. Мики, истата ситуација важи и за Охрид и за другите градови во Македонија. И за Струга. Еве, не знам колку можете доаѓате чистопади навака, значи на патот од Струга до Охрид, или особено алармантно од Струга до Калишта, значи од двете страни на патот, особено од Струга до Калишта, тоа се безброј мали мини депонии, особено од градежен шут. Значи шут кој што е буквално до самото езеро и навистина е застрашувачки. Лоша гледка, јас сум ми пречи многу ми пречи. Јас сум видел така диви депонии од Светинаум на кај Охрид, кога доаѓаш од Поградец и натаму има секаде некој, не знам што се случува со народот. Чудно е, но верувам дека ќе се... Тоа е народот, не се институциите, пак. Значи, не стоиме во одбрана на институциите, туку пак ќе речам, значи има соодветен начин каде да се депонира тој градежен шут, но напа се изгледа многу полесно им е на луѓево да го фрлат каде што ќе им текне, буквално каде што ќе им текне. Мики, што друго ќе ни пренесеш од убавиот град Охрид? Да збориме нешто малку позитивно, ако има нешто позитивно. Ако има... Малку позитивно, еве еден убав настан кој што ќе се случува викендов во Струга, навистина за пофалба. Во Струга функционира веќе втора година затворениот пливачки базен, за разлика од многу градови во државата каде што ја нема таа привилегија. Еве пример, Охридскиот базен се гради исто како и автопатот Кичево повеќе од 10 години и буквално тука нема ни некоја најава за да базенот биде завршен наскоро. Сигурно сака да го прават многу квалитетен, заради тоа и трае тоа, Мики, да размислуваме малку поразлично. А убава идеја на Стружани, со цел да се доближи пливањето вела до секој граѓанин, пливачкиот базен во Струга организира отворени пливачки денови за сите љубители на водата без разлика на возраста од 7 до 77 години и без разлика на нивното искуство во пливањето. И ќе можат сабота и недела, 2 дена, во периодот од 12 до 14 часот, да уживаат бесплатно во пливање во затворениот пливачки базен во Струга. Базенот се наоѓа веднаш до основното училиште Браке Миладиновци. Еве, сите оние кои што во овој момент не гледаат, ова е една убава прилика, убава можност. Не е ова реклама, нормално, буквално една можност за Стружани, за Охриѓани, да дојдат и да пливаат бесплатно. За Скопјани, зошто да не? За Скопјани. Може би идејата е повеќе да се привлечи, да се користи. Барем да дојдем на Охрид, Струга. Да, па и мислам дека се многу прифатливи картиве за овој базен кој што е под капа на државата нормално. Не е ова приватен базен, па сатоа реков не е ова некоја реклама, но ова е можеби повеќе можност да се натераат младите да пливаат, да спортуваат, бидејќи еве Охрид Струга сме на 15 на 10-15 минути, ова е добра можност, бидејќи затоа што како што кажав, базенот во Охрид не работи, значи нема базен затворен, пливачките школи од Охрид одат на пливање во Струга и тука ги држат нивните часови во Струшкиот базен, буквално едно убаво модерен објект со сите пропратни содржини, не е само базенот и водава, туку со сите потребни сооблекувални тушеви, се она што треба еден убав објект модерен да го нуди. Јас би сакал ова да го има секој град, секоја школа да имат базен, бидејќи во светот во животот никогаш не се знае, имаме многу луѓе што не знаат да пливат, но знаејќи го фактот дека 3/4 од светот е вода и да имаме денеска на 21 век луѓе што не знаат да пливат, тоа е малце многу лошо, но јас мислам дека базен треба да има секоја школа и треба да биде една од најелементарните лјандот, си твоите лјандот мапувај.
За да се учи. Предмети за да се учи, Мики. Во Европа пливањето и одењето на базен е дел од образовниот систем, од образовната Да, треба да биде програма. тоа обавезно да знаат сите да пливат, бидејќи во животот ништо не се знае. Ова беше Барем да си фантастична спремен, вест. а? Фантастична вест од Струга. Стварно како што кажа и Дритро, треба да има многу повеќе, а ова што плюс е бесплатно овој викенд, тоа е уште една поголема Уште, да. прилика за сите тие што сака да пливат, да го посетат овој базен, да уживат сите возрасти, отворен е за сите возрасти, а да се инспирираме и ние скопјани за да го правиме истото тука кај нас. Еве, јас ќе ви кажам еден пример зошто е навистина потребен. Охрид и Струга лежат на вода. Охридско езеро, Црни Дрим, 90% од луѓето знаат и да пливат, Да. младиве генерации, тоа веќе е нормална работа, но летово имаше во Охрид се одржа еден надпревар во пливање на 2,5 на 3 километри, на 5 километри во Охридското езеро, но она што е загрижувачки, стружани и охриѓани завршува зад пливачите од Скопје. Значи, каде е проблемот? Бидејќи скопјани Имаат базен и може да тренираат плива цело. 365 дена во годината, додека охриѓани пример се ограничени на пливање во базен 2 месеци во годината, 2-3 месеци кога работи отворениот пливачки базен или пак пливање во езеро. Додека ова лето навистина на таквите надпревари забележителни резултати постигнаа Стружани, што значи дека базенот во Струга сигурно почнува да дава резултати, бидејќи пливачите од Струга на некој начин беа рамо до рамо со оние кои што доаѓаат од клубовите од Скопје. Значи, еве, тоа е факт дека кога има инфраструктура, кога има можности и успесите, резултативе може да бидат многу поголеми. Значи, ова што го кажа Мики, мене ми изгледа дека за ина една скопјанишчињава го правите ова, базенот. Епа и за инет ќе го отвориме и базенот во Охрид. Мики, ти благодарам многу за денеска. Мики, фала многу. Фала ти, убав ден и се слушаме пак. Следниот, односно овој викенд сабота према недела започнува зимсково сметање на времево. Значи 1 сат враќање стрелките на часовниците назад. Ќе спиеме 1 час повеќе. Па не знам колку ќе спиеме, но ајде. Како бе не знаеш, 40 и нешто години, колку имаш, уште не научи, Мики. Да, 1 сат ќе спиеме повеќе. Мики, фала многу што ја пренесе таа убава енергија, да имаме многу повеќе такви убави вести. И се надевам дека сите ќе уживат овој викенд, а не па и ние да ве посетиме за да пливаме и ние во Струга малце повеќе. Абе, вие сте скопјанишчиња. Нема место за вас. Што да правиме не бива за многу работи. Фала, Мики, фала ти многу, се слушаме. Имај прекрасен ден. Поздрав.